Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Трпе Инвест Охрид. Под мотото каде што живее поезијата, од денес до 29 јуни ќе се одржи јубилејното 65-то издание на најпрестижната поетска манифестација Струшки вечери на поезијата. Традиционално манифестацијата започна утрово со садење дрво и поетско читање во паркот на поезијата. Годинава околу 70 поети, критичари и литературни работници од земјава и странство ќе имаат единствена можност да творат, да се инспирираат и да создаваат нови стихови покрај брегот на Охридското езеро и водите на реката Црн Дрим. Имено станува збор за малку поинаков формат, имено овогодишното издание оди со еден ден плюс, што значи имаме неколку настани кои што се повеќе во споредба од минатите години и на тој начин ја враќаме до некаде славата и големината на Струшките вечери какви што биле некогаш и желба е таа тенденција да продолжи во иднина. Во поглед на издавачката дејност, оваа година ќе биде исто така запаметена по еден извонреден број на отпечатени книги, станува збор за 14. Дел од нив се оние кои што одат во едицијата Плеади, дел се како монографско издание на лауреатот, дел се како монографии или антологии. Градот на мостовите и оваа година ќе биде светска престолнина на поезијата. Во рамки на манифестацијата ќе бидат промовирани 40 наслови и изданија на Струшки вечери на поезијата. Програмата ќе опфати 40 на настани, меѓународни поетски читања и промоција на 12 публикации. На ова издание на фестивалот ја имаме Анеке Брасинга како добитник на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата. Ни представува особена чест што токму нејзиното творештво овој пат е чествувано за време на фестивалот и што холандската литература во целост преку самото ова признание е наградена и е ставена во фокус. Особено ми е мило што одлуката на Советот за доделување на Златниот венец беше едногласна и навистина сите со воодушевување ја донесовме таа одлука. As a poet and as a translator, Како поет и преведувач, сакам да бидам мост меѓу различни книжевни традиции. Поетските фестивали, како Струшките вечери на поезијата или Poetry International во Ротердам, продолжуваат да постојат затоа што создаваат простор за диалог. За мене поезијата е местото каде што сите различни гласови, како што зборува Валтер Бенјамин, се спојуваат во символична и метафорична комуникација. Свеченото отворање на јубилејното издание на Струшките вечери на поезијата е вечерва во 20:30 часот во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга, пошто ќе следува меѓународното поетско читање Поетски меридијани. Годинешното фестивалско издание е подигнато на едно повисоко организацијско ниво. Ке трае 6 денови. Од 25 до 27 јуни Охрид повторно ќе биде во знакот на виното, музиката и гастрономијата. Петтото издание на Охрид Винофест годинава ќе понуди богата музичка програма, учество на 20 винари и проширена гастрономска понуда. Фестивалот кој започна како локална иницијатива денеска прераснува во препознатлив бренд на градот и значаен туристички настан што го означува почетокот на летната сезона во Охрид. Огромно е задоволството кога имате најава на петтото издание на Охрид Вино фестивалот. Еден бренд кој што навистина со гордост како општина Охрид го носиме и можеби од самиот почеток кога нешто ќе треба да се направи, треба да се соберат повеќе сили, меѓутоа уште повеќе треба да се организира тоа понатаму и истото тоа да прерасне во традиција.
знаејќи дека целта на општина Охрид е токму промоција на туризмот и на културата, меѓутоа и да го раздвижиме онај период на сите денови од самата летна сезона и токму овој фестивал, значи почеток на оние настани кои што ќе ги имаме понатаму и кои што ќе следуваат летото. На фестивалската сцена ќе настапат повеќе македонски музички имиња. Првата вечер ќе настапи групата Сарај, Дани Димитровска и Меморија. Вториот фестивалски ден е резервиран за Броси Марама, Ѓоко Ѓорчев и Катерина Танева, Кукулеле и Пауза за ракија. Додека завршната вечер ќе настапат Солзи и Смеја, диџеј Фиц, Битолскиот камерен оркестар и Супер Хикс. Организаторите годинава најавуваат богата винска и гастрономска понуда. Посетителите ќе можат да дегустираат ризница на вкусови од над 200 сорти ароматични вина по промотивни фестивалски цени. Оваа година пак имаме повеќе сорти на вино, повеќе винари, повеќе храна, така да баш би сакал да дојдете и да видите различност од прошлата година на подобро. Секоја година, као што кажи председателот, дека ние се трудиме да овој фестивал биде секоја година подобар и подобар. Така да петото издание сигурно и сега ќе биде најдобро до сега. Секоја година стандардни поддржувачи на поголемите винари во Македонија, но имаме и нови винари кои се појавуваат на осим охридските нови винари помали. Имаме и една нова винарија која е собственикот работи во Microsoft и е наш македонец кој живее во Сијатл. И оваа година новата винарија ќе биде Душа, која ќе ги презентира нивните 9 врсти на вино, така да тоа е еден новитет на овој фестивал. Имаме една нова винарија која ќе ја презентираме и би сакал да ги пробате нивните вина. Така да некои 20 на винари од прилика плюс минус има. Организаторите нагласуваат дека нивна цел е преку македонското вино, македонската музика и локалната гастрономија да го промовираат Охрид како водечка туристичка дестинација во регионот. Нивна проценка е дека во трите фестивалски дена во Охрид на фестивалот ќе има од 50 до 100.000 посетители. Организаторот соопшти дека во иднина повеќе ќе се работи на организирана посета од странски туристи на фестивалот, за што веќе постоел интерес кај странски туристички агенции. Фестивалот се одржува со поддршка на општина Охрид во организација на Крафт продукција. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков упати честитка до припадниците на заедницата на балканските египтјани по повод 24 јуни, меѓународниот ден на балканските египтјани. Египтјаните се важен дел од општествениот и културниот живот на Охрид и Македонија и со својата активност и ангажман во различни области даваат значаен придонес во развојот на локалната заедница. Меѓусебното разбирање и заедничката соработка остануваат клучни вредности за градење стабилно и напредно општество во кое сите граѓани имаат свое место, се наведува во честитката од градоначалникот Пецаков. Кебапчилница вкусно ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме топло време со услови за развој на нестабилна облачност во попладневните часови. Максималната температура се искачи до 27 степени. Утре во Охрид времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и услови за изолирана појава на нестабилност проследена со дожд. Утринската температура од 14 степени, а максималната дневна до 27 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 13 до максимални 36 степени. Во четврток и петок ќе има изолирана појава на нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пороен дожд, засилен ветер и појава на град. За време на викендот и почетокот на следната седмица времето ќе биде претежно сончево и топло.